Елена Лука ја создава шестата колекција поред, која што го носи насловот Golden Reigns. Фешанел имаше можност да погледне дел од колекцијата, сегменти од колекцијата, но меѓутоа официјално со вас да продискутираме околу тоа во која насока ќе се движи најновата колекција и која е инспирацијата за истата. Денеска имавте вие прилика да видите наши гости, имавме фитинг пред самото одржување на модната ревија. Ја видовте целата енергија што се случуваше тука и презентиравме добар дел од моделите пред вас. Golden Reigns или златни узди има неколку значења и можеби од тука дојде името на колекцијата. Златните узди од многу аспекти ме асоцираа на колекцијата, во смисол најпрвин и го поврзав сето тоа со конјот, затоа што како животно е доста интелигентно, елегантно, достоинствено, сака да има еден свој простор, да кажеме една грациозност поседува, како и секоја жена практично. Од друга страна, златни узди ме асоцираше на редот во модата кој што би требало да постои. Иако се вика дека сега е ера можеби на мало безредие во делот на модата или на слободниот стил. На секој парче е посветено доста концентрација, доста лична работа, се работеше многу на деталите, на обработките на моделите. Очекувам позитивни коментари од публиката, иако реално сите сугестии ќе ги и сите забелешки и критики ги очекувам после завршувањето на ревијата. Меѓутоа мислам дека секој што е инволвиран во модата ќе осети таа посветеност на самиот модел. Самите модели имаат една посебна кројка, како и секоја колекција на Елена Лука, така и оваа колекција поседува една специфична конструкција која што ја усвоивме овој пат. Најновата колекција е спој помеѓу ready to wear и висока мода. Како ќе почне, како ќе кулминира и како ќе завршува колекцијата на писта? Нашето парче од ready to wear во колекцијата е сепак парче кој што има малку, да кажеме, екстраваганција во него или наликува малку на полуксузно ready to wear, би кажала облека. Значи не е тоа таа комерција кои што имаат големите комерцијални брендови или тие брендови кои што ги познаваме, кои што се носливи, него сепак има со доза на посветеност. И нормално ќе почнеме со презентирање на малку по-лајт варијантите на ready to wear парчињата, со тоа што ќе завршиме со парчиња кои што се по-специфични во изработката, кои што се во категоријата на висока мода, по-специфични и потешки за изработка. Ќе има и интересна завршница на самата ревија. Ќе се појави еден фустан кој што мислам дека ќе е вреден за внимание на публиката и на генерално и на конзументите на модата на Елена Лука. Би споменала уште и за чантите и за чевлите кои што ќе ги видиме од најновата колекција, изгледаат навистина прекрасно. Како дојде до целата замисла за оваа колекција да имате еден комплетен изглед од стајлинг на сцена? Добро е да се затвори еден комплетен стајлинг од самиот бренд. А Елена Лука во континуитет прави предлог стајлинзи на нашите, да речеме, места кај што ја презентираме облеката на Елена Лука и секогаш користиме чевли и чанти од некои други брендови за да можеме да ги искомбинираме со нашата облека. После некое време нормално сватив дека е дојдено времето кога можеме да почнеме со првата поекспериментална за прв пат колекција на чанти и на чевли, за да видам како тоа како обработка ќе се спроведе на дело и каков производ ќе извадиме. Сум многу задоволна од ова што го добивме за прв пат. Елена Лука еве се подпишува под чанти и чевли воедно со додатоци на самата облека, на аутфитите. И сега имаме еден комплетен стајлинг и нема повеќе да се секираме, значи каков тип на чевла и на чанта да ви препорачаме заедно со тоа што треба да го носите како облека од Елена Лука. Секогаш сте интересни со тоа што на писта, досега барем на публиката и на новинарите, сте им понудиле едни поинакви модели, а овој пат за оваа колекција ќе видиме и две црномурести моделки. Кој е предизвика да се има таков модел на писта? Тоа е почита можеби кон секого. Ми недостасуваат црните модели на нашите писти. Сакав да презентирам дека еден македонски модел одлично стои, изработен од македонски дизајнер, дека одлично стои на црномуреста моделка. И навистина тоа се ни прекрасни жени, убави, кои што даваат една посебен колорит, еден убав шмек на
на самата ревија. За мене честа е голема. Не правам дискриминација во однос на ништо, така да ни во однос на бојата на кожата. Едноставно зрачат сите исто, поинакви сме, меѓутоа сите имаме една душа, едно срце, една емоција. И сето тоа кога ќе се измеша на сцена е многу интересно, затоа што се гледа дека сите сме луѓе. Кој беше профилот на манекенките кои што го баравте денес? Од година во година станувам се посвесна, секоја сезона практично, дека е многу тешко да се обезбедат квалитетни моделки во Македонија, професионалци во права смисла на зборот, од една страна, а од друга страна станувам се посвесна дека без добар модел, без добра моделка не можете да го презентирате сопствениот модел. Значи, можете да изработите едно прекрасно парче облека, меѓутоа, ако нема кој да го презентира тоа на вистински начин на писта и да го донесе пред публиката, вие ќе имате проблем да го презентирате правилно и може да ја намали вредноста на самото парче облека. Ако јас сакам да напредувам во создавањето на моделите и да се едуцираме секојдневно со мојот тим, очекувам дека и моделките треба да одат напред во развојот и презентацијата треба да биде на врвно професионално ниво, ако сакаш да бидеш професионалец. Ви посакувам уште многу успешни модни проекти во иднина и колекции кои што ќе ги посакуваат сите, а ќе ги видат и надвор од Македонија. Ви благодарам за разговорот и очекувам дека и понатаму ќе имате одлични содржини како и до сега.